Ниту двете редовни и 4 воредни и ненајавени контроли на цементарницата Титануси од страна на надлежните државни и локални институции не пронајдоа дека оваа постројка влијае на поголема загаденост на воздухот во Скопје. 6 контроли, од кои 2 биле во последните 2 месеца на 2025 година, покажале дека параметрите кои се мерени не отстапуваат од пропишаните со еколошката интегрирана А дозвола. Денеска од Државниот инспекторат за животна средина посочи дека оваа постројка има 24/7 часовен мониторинг и дека овие податоци се испраќаат во акредитирана лабораторија во Германија. Точно е дека УСИ има 24/7 мониторинг кој имаат посебен уред кој е од германска акредитирана лабораторија, не е во можност тие самите да си ги штелуваат бројките и тие извештаи тие ги објавуваат на нивната страна. За да бидеме потранспарентни, заедно со директорот и министерот за животна средина правиме напори, први меѓу нас се координираме за да можеме на правниот субјект на некој начин да побараме информација од нив, таквите извештаи да можеме да ги гледаме паралелно и ние од инспекторатот и управата, се со цел да сме по-транспарентни кон граѓаните и секако кон вас медиумите. И бидејќи УСИ работи според законот и правилата и нема основа за одземање на интегрираната дозвола, останува отворено прашањето како владата ќе постапи по препораката на Советот на град Скопје за дислокација на цементарницата. Ценам дека едно е она што ќе се донесе како одлука, препорака или ќе се усвои во Советот на град Скопје, но друго е како владата пристапува кон решавање на проблемите, како разговара за истите и кои се институциите кои што треба да ги превземат соодветните мерки и постапки за да дојдеме ние до било какво решение. Да, ние рековме дека доколку таа препорака стигна до владата, доколку тоа е заклучокот на советниците во градот Скопје, како влада ќе седнеме и ќе ги видиме сите можности кои што стојат на располагање. Во Скопје има 40 компании со интегрирана дозвола, а вкупно во држава има 120. За да се одземе оваа дозвола, мора во 3 случаи правосилно да се докаже дека се прекршени правилата од дозволата. Инаку Гиновска вели дека научните студии јасно покажуваат кој загадува во Скопје. Но има студија направена на 5 града низ територија на целата држава, кое што се вршеле мерења низ текот на целата година, каде што покажа кое што не е направено ниту од инспекторатот, ниту од управата, министерството, ниту од владата, ниту од оваа, ни од претходната, туку е направена од експерти кои покажуваат дека најголемо влијание врз амбиентниот воздух во Скопје има домаќинствата. Потоа се автомобилите, на трето место индустријата. Не се амнестираме од тоа дека индустријата не загадува, сакаме да кажеме дека не е водилка во овој процес на аерозагадување кој е веќе децениски. Добивањето на интегрирана дозвола е долгорочен процес и најчесто компаниите ги чини неколку, па и десетина милиони евра.